Сакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска ќе разговараме на една тема која произлегува од вчерашната 24 анализа, која што колегата Младен Чодиковски ја работеше заедно со четворица своји еминентни гости, токму во делот на информацијската војна, која е дел од руската инвазија во Украина, и на прашањето како против пропагандата е нешто што би сакал да разговараме вие и јас во текот на денешното издание. Широка е темата, може да се опфати од многу аспекти. Битката против руската пропаганда, особено во војната во Украина, во секоја секунда, впрочем, страда и вистината во однос на тоа. Синоќа телевизија 24 организираше дебата, а денеска пак правиме проследување токму со оваа тема која што имаме ние, за да ги слушнеме и вашите ставови. Во текот на емисијата јас ќе ви пуштам и дел од изјавите, не веднаш на почетокот, дел од изјавите кои што беа извадени како парчиња токму значајни за нашата денешна тема, заедно со вас, а кои доаѓаа токму од гостите на колегата Младен. Гости му беа аналитичарите Росана Алексовска од МОСТ, Мирче Адамчевски од Советот за етика во медиумите, Елида Зулбеари од портал медиумот и професорката Мирјана Најчевска. Во овој дел ќе слушнете многу изрази, многу видеа, ќе погледнете многу фотографии, за кои што и голем дел од тие видеа и фотографии со едно помало истражување или помал напор кој што би се вложил човек да провери дали е тоа така, ќе се забележи дека и станува збор за одредени материјали, видео и фотоматеријали кои што или се многу стари, или се постари, или се од сосема други делови на светот, а вкомпонирани баш во контекст на руската инвазија во Украина и лажните наративи кои што се испраќаат, но истовремено пак и прекинот кој што е направен на медиуми кои се спонзорирани од страна на руската влада, а кои се емитуваат дел од нив и кај нас, но и во голем дел од европските држави. Секако дека тие работи треба да ги искоментираме и заедно со вас. Информацијската војна на континентите, забрана на социјални мрежи внатре во Русија, тргањето и односно забранувањето и на пропагандата низ Европа и во мизеријата на војната, може ли вистината да ја надвладее лагата, затоа што сепак и она што е важно да се истакне, дека секогаш погрешната информација, односно лажната информација, или пак она што е изманипулирана информација, патува многу побрзо, отколку, за жал, вистината е таа, патува многу побрзо, отколку потоа корекцијата и исправката на таа лажна информација или пак самата вистина околу одредени случувања. Но во секој случај, начинот на кој што вие се информирате за случувањата за војната во Украина, за она што представува се поврзано со неа и она што представува доверба во делот на градењето доверба, впрочем, за известување за сите случувања околу. Темата ја гледате, информацијската војна, ќе ја направат од режијата да ја соодветно да изгледа малку поголема, бидејќи имене ми е тешка за читање. Информацијската војна е дел од руската инвазија во Украина, како против пропагандата е прашањето, кое е на 0260 91 924 или 925. Ке имаме можност да поразговараме токму на оваа тема, но и дополнително пак да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи. Да. И доколку имаме некој на линија, може да одиме веднаш и со вклучување. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Како против информациите? Мислам, лажните информации. Видите, тоа е специјална војна, која е составен дел на актуелните работи и на кој единок може да се влие само доколку имате реални информации од лице место. Се додека користите лиферувани вести од други, може да едноставно да подлегнете на дезинформација.
Тоа е едната работа. Втората работа, мислам дека не можете многу реално да се пренесе сето, затоа што пристрасноста кон одреден проблем, без разлика какви вести вие да пуштите, секојаш ќе си го направи своето. Земете ситуацијата кај нас, со пресушкуваните разговори. Луѓето ги слушава, ги гледава, знаат дека тоа се случило и ви викаат не е точно. Значи, проблемот е кај самиот тој консумент на информацијата, дали реално ќе се обиде и ќе се прифати да ја прифати информацијата како или веста како и да ја толкува. Меѓутоа, кога имате вие луѓе за кои магарето лета, што и да направите, бадијала ќе ви биде. Значи, се е тоа да оне што ја консумира информацијата како ќе ја прифати реално или ќе сака онака како што ќе му лиферуваат. Но за да ја сватите реалноста, треба да само се трудите да тежнеете кон вистината или да копате сам по информации за да споредите што е вистина, што не е вистина. Да земете Украина. Не можете да кажете дека тоа не е инвазија или дека не е агресија и да го правдате чинот. Меѓутоа, гледате кај нас луѓе има што го правдаат. Од некои си други причини има некој тој право. Ве никој нема право денес да дојде да ви бъде. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Точно е тоа дека секој си ги доживува појавите, снимките, вестите како сакате на свој начин. И секој си има како конзумент на таа информација свој суд. Еве јас на пример од мој аспект ќе кажам. Ајде. Ете дека некој спомна со бомбите. Пример само како пример ќе земам. Еве, мене ми сметаше за таа работа на пример селекцијата. Односно, кога некој прави селекција, тоа се вика цензура. Ова ќе го слушаш, ова нема да го слушаш. Веќе кога ги објавуваме сите информации, кој ги сите на интернет? Па јас да си видам од телефоните на овај Петко, Трајко, Митре, да си видам што зборал, како зборал, па јас да си оценам, да си донесам суд. А не мене некој друг да ми одбира, да ми селектира, па ова ќе видиш од овде до овде, ова од овде до овде нема да го видиш и да го слушниш. Вебово. Значи, кога веќе ние како конзументи, како гледачи, носиме суд како јавност, тогаш да се однесуваме како суд. На судот како има две страни. Така? Значи една страна, друга страна. И вие како новинар, кој ќе излезете на лице место, треба да кажете конкретни информации. Лице, место, настан, околности. Меѓутоа треба да слушните две страни. Кога едната страна нема да се јави, вие должни сте да го кажете тоа. Вака и вака, втората страна не ми даде информација, не ми го потврди. Токму целта на фейк нјузот и тоа да испровоцира официјална информација. Бидејќи во недостаток на официјални информации, нормално дека ќе имате фейк нјуз. Инаку со блефовите во војни операции, тоа е нормална работа. Русите на времето тоа го викаа маскировки, за да се намалат жртви на едната или на другата страна. И со елемент на изненадување. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, Оган. Добар ден, повелете. Че секој облик на цензура за мене е фашизам. И посебно ме навреди вчера Најчевска, Добра. која кажа дека ние сме биле медиумски неписмени, види богати. Она ќе оцени дали сум ја медиумски писмен или неписмен. Кој само она и тие номинарски и тие што беа таму гостинки, тие се писмени, нели ние не знаеме да процениме. Па нели пред да нападне НАТО, прво ја пушта Кристина Аманпур и CNN прават разни истории таму за да скренат јавното внимание и јавноста да се сврти против тој што е нападнат и американците после напаѓаат. Нека не прават филмови, значи гледаме ние, сакаме да се информирани од двете страни. Гледаме видеа, не знаеме колку се веродостојни, како таму многу загинати украинци, па последниот мрна таму, па се повторува снимањето. Значи има од двете страни, тоа се знае, си е специјална војна. Не можеш ли да исклучиш едната? Или кога беа од Косово бегалците тамо, албанката припаѓа унесет, после тоа се смее, дури снима CNN. Така да не може од едната страна само. Не е народот неписмен, ќе си процени, ќе си види
Што повеќе информации, подобар суд ќе се донесе. А вака, кога едната страна ја слушаш, очигледно е дека се форсира секош. И тоа што го прави CNN, сега тоа се прави. Поздрав и све најдобро. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, господин Огнен. Поздрав, повелете. Поздрав и до сите ваши гледачи. Благодарам. Овие теми, ти кажам, не ми се милени со војна, ама ги форсирате. Мислам, добро, не се, баш ние не сме некои експерти војни, ама ќе кажеме нешто околу информацијска. Види, сега не е руската инвазија само да се уништува цел народ, украински. Секоја војна содржи некои такви пропаганда, па ваму таму, за да се намалат пропаганда има и од украинската страна. Гледаш, кажува колку има таму биери, колку авиони, колку тенкови, колку ова, и тоа е пропаганда, значи за нивните луѓе да решат дека ние не се бориме и напредуваме, значи се спротивставиме на руската агресија. Така да, јас само ќе кажам уште малку за Франција нешто слушам, дека Франција неко близко до Медведев го кажа тоа, дека може е Франција да се нападне дури воено, нешто не знам зошто, само со нивниот председател, изјава на британскиот премиер дека нема да војува со Русија, нема да учествува во војна во Украина, изјава на американецот дека и тој така нешто. Така да ова пропаганда, информациите што доаѓаат од пропаганда, тоа се секогаш во секоја војна се случуваат. Поздрав, Огнен и секој добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Оно што треба да се знае околу делот на пропагандата е дека политичарите низ светот користат пропаганда многу одамна, значи уште пред ова што ние денес го знаеме како форми на информирање и медиуми, ако на времето се користела пропагандата преку летоци кои што се фрлале од авиончиња кои надлетувале и сме велеле оздола Чичко пушти летки. Значи, но генерално пропагандата кога се зборува за неа, се мисли на манипулација со мислите и постапките на другите. Односно, ова е стратегија која што можете да најдете нејзина примена и во демократиите, но и до диктатурите и генерално во секое политичко, односно обштествено уредување. Важно е да се препознава, значи, државно спонзорираната пропаганда, која што е исклучително силна во тој дел и особено за тоа што доаѓа, да речеме, од даноци на граѓаните кои што живеат во конкретната држава. Во случајов, бидејќи зборуваме за ситуацијата со руската инвазија на Украина. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Во една од претходните емисии ти предложив да поставиш секогаш таква тема на разговор каде што може секој да соделува. Ова треба луѓе да идат на семинари, па после да се јавуваат во емисијава. Пропагандата игра голема улога на психиката кај човек. Јас се сеќавам на еден филм партизански, каде што група на партизани беа на едно острово, неприступачно острово. Беа гладни и исцрпени, а до нив да се дојде треба да се пројде некоја вода. И што спомнавте вие, им пуштија летки преку авионите и пола од луѓето беа на раскрсица, дали да се предаат или да не се предаат. Затоа што во летоците пишуваше ќе ве збринеме, ќе ве нахраниме, ќе ви дадеме обувки, а тоа беше зимно време, сето тоа што беше потребно на луѓето и пола од нив се предадоа. Чим се предадоа, добија метак у глава. Се слагам со еден претходен гледач кој кажа дека нашиве телевизии прават цензури, дали тоа по нарачка на владата или од страв да не биде затворена емисијата, ова студиото. Пример е А1 телевизија. А1 телевизија многу критики даваше кон тогашната власт, кон ВМРО и беше затворен. Ама нема потреба да се затвара студиото ако се презентира оригинал она што се случило.
Ако нема лажење, ако нема местенка, зашто да се затвори? Огнен, биди поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Па, вака би кажал, насловот на вашата денешна тема паѓа во вода, тоа што сите видовме кој врши пропагандна инвазија врз луѓето. Добра. На островот, во Црното море, украинските морнари, кои наводно се самоубиле или загинале, како беше таму, всушност сите видовме на социјалните мрежи дека луѓето се предали и отидоа дом. А американски, украинските власти ги прогласија за мртви. И поскрумно ги прогласија за херои. За војниците на Змискиот остров? Да. Да, знам, да. Добро. Значи, тука се гледа каква прљава пропаганда се води во... Затоа, никогаш немојте да ги затворате медиумите, оние кои што, од кои што луѓето можат сами да го учат. То навистина се случува, бидејќи ние имаме искуство многу поодамна, што се случува по светот, кои биле актерите и каква пропагандистичка информацијска војна се водела и се пуштала и од едната страна и од другата страна на големите сили. Затоа никогаш да не се остави народот да биде информиран само од една страна. Така. Благодарам и тие. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Информацијската војна е дел од руската инвазија во Украина како против пропагандната, така мислам. Вака, првин пропагандата од секогаш може да го спомнеме, што не би сакал да спомнувам такви достойници, Гебелс мислам дека беше. И он никаде не отиде на фронт, а беше стрелян, затоа што одигра огромна улога во Втората светска војна. И разни пропагандисти кои што за се запусти пари и завршија работата на многу места. Јас затоа и посебно те почитувам тебе ти беше до понудено место како главен уредник. И голем респект према тоа, не можеш да ги завршиш работите некои задачи и остана да се расправа со нас. Но тоа е големина на човек кој што, ако треба да се цени, секоја чест. Така да, тоа е тоа. Во врска со приказнава за последнава страшна приказна и суморна трагедија на човештвото, е и ова што се случува во Украина, во Русија и на други места, каде што пак запусти пари, одредени работи се повторуваат. Ако некогаш не се повторуваше, ако се сеќавате митинзите на ВМРО, на СДС, па ги менјава овие режисерите од различните, Канал 24 мислам не учествуваше, сега со во најдобрите телевизии им даваат огромни пари, се запусти пари целата приказна. Жално е и она што се случува за едната страна само да се случи. Аргументите се најјаката работа. Па ние ќе оцениме и стварно и навреди од најчески и одредени луѓе нема право да не нас навредуваат, пошто ние не ја навредуваме неа, наше размислување. Секоја чест, почит. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Одиме со уште едно вклучување, па после ќе ги слушнеме изјавите. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Вака се. Треба да се прави разлика помеѓу пропаганда и лажни вести. Невистината и лагата, полошо од тоа е прекјутувањето на вистината или цензурирање на вистината. Видовме кои се најголеми лажговци у светот. Тие глобалисти, сатанисти, што ги имаат тие најбогатите банкари, што ако ставаат председатели, па ја командаат Америка, па со Америка го командаат НАТО, па преку НАТО Европа е Германија и Франција, и со тоа цел свет го манипулираат. Тие истите ги држат
CNN, BBC, тие светските телевизиски агенции во светот. И председатели, све држат комплект. Видовме што беше Југославија кога се бомбардираше. Лага до лага, измислени работи, изрежира, донесоа глумци. Ричард Гир, ти реков, ми рече, пропаганда е тоа. Донесоа славни личности, све направива за да оправдаат, да кажеме, бомбардирањето на Југославија. Истото го направива и со тие стокатниците што ги срушија самите со авиони, за да се оправдаат за нападот ваму, кај што беше Ирак, Афганистан, кај беше тоа. Значи, тоа е целата приказна. Истото го прават сега и со Украина. Му кажуваат на овој глумецов што да каже, му даваат текстови, му викаат облечи се мајца, прават драма, едноставно, а толку едноставна работата. Знаеме која е причината зашто Русија, никој не го оправдува тоа што ја окупираше, но зашто овој не се предаде, зашто да гине православен народ? Затоа што така му наредиле тие глобалисти. Затоа што можеби не сака да се предаде. Како што и кажа во многу од изјавите претходно, без воопшто да има преговори во однос на тоа. Политичката пропаганда генерално е осмислена за да им даде да фрли, да речеме народски, да фрли позитивно светло на политичарите, на владите, на имиджот, и ова го кажуваат и доста експерти во овој аспект, како што е, например, Павел Кошкин, кој порано беше виш истражувач на Институтот за американски и канадски студии и на Руската академија за науки. Тој изјавува, впрочем, и од својата експертиза, и вели дека во Русија пропаганда спонзорирана од државата се користи за да се креира, цитирам, имидж на Русија како демократска земја, завршен цитат. Понекогаш политичката пропаганда има за цел да критикува други земји, култури или вредности, и токму и такво нешто се случува овде. Но, да видиме во изјавите кои што ги одвоивме за вас за оваа емисија, токму во однос на синоќешната емисија која што ја направи колегата Младен Чадиковски со неговите четворица гости, Росана Алексовска, Мирча Дамчевски, Елида Зулбеари и Мирјана Најчевска. Ова што сега се случува беше најавувано и не успеа Русија да обезбеди изговор кој што ќе ги оправда овие агресии кои што денес ги врши врз цивилно население и цивилни објекти. Имено во периодот пред да почна инвазијата тврдеа дека нема да ја нападнат Украина, тврдеа дека руското малцинство е загрозено, и тоа беа се погрешни и лажни наративи. Во светот веќе неколку години е во тек специјална војна од една страна Британија и Америка, значи Британија подкрепена од Америка, од друга страна Русија. И деновиве таа специјална војна кулминира. Во неа се користеа најразлични методи и од едната и од другата страна, а жртва беше вистината и жртва беа новинарите. Примери за тоа имаме еден куп. Постојано се обидувавме да ги докажеме кои се тие точки на манипулација. Како одеше манипулацијата од рускиот Спутник кој е во Србија, како тоа влага у Македонија преку медиумите кои ги пратат цело време таквите наративи, и се па имаше и преводи на албански. Значи таа пропаганда се прошири низ Балканот и затоа нели стваравме и мрежа за регионална мрежа за борење против овие дезинформации, и еве сега сме денес во ова време каде што пред да почне војната и се уште трае, и се уште гледаме какви се манипулации има и како се тера руската пропаганда се уште, на жалост, иако се гледа очигледно дека каде е борбата, кој се бори, кој е агресорот тука. Значи, секоја пропаганда е добра пропаганда доколку се базира барем на малку вистина, доколку за себе има некакви реални податоци, доколку се структуира околу некои реални факти кои што луѓето можат да ги видат, можат да ги проверат. Овде веќе не станува збор за продуцирање на лажни вести, туку
во одреден момент се случи отворено лажење кое што директно е спротивно на оно што во реалноста се случува. Да речеме, излегува Путин и вика ова се само вежби. И потоа по неколку дена тие вежби стануваат воена интервенција. Да. Токму во контекст на ова, она што е многу важно е дека во дигиталната ера во која што живееме ние денес, лажните информации, дезинформациите, впрочем, се шират многу побрзо, стигнуваат многу подалеку и на едно многу повисоко ниво отколку претходно. Ке разговараме дополнително уште повеќе, но да слушнеме дел од гледачите. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Па информацијската војна е навистина дел, не само од руската инвазија, него од сите што беа, например, што беше нападот на Југославија, конкретно. Значи, CNN одигра голема улога, полојна војна CNN ја имаше добијан. Да се сеќам тие новинарите, Метју Ченси, Кристијана Мампур, новинарката, тие ја изиграа цела улога, а тие ниту го видеа Косово, ниту видеа нешто. Тие ниту беа таму на Косово. Едноставно во позативна на сликата одеше Косово, некои акции во Косово, лаги. Исто така, за да не може Србија да дај значи информации до својот народ, му го ја турнеа кулата на Авала. Ја нападна, ја изрушија телевизијата Београд. Значи, истото се случува и во Украина. Значи, готово. Телевизискиот столб во Украина на главната телевизија е турнат. Ете го турнаа, го ракетираа. Исто така. А некој што вели дека ова е платен председателот да облечи мајца со куси рака и да представува таму нешто, па тој е председател на државата, тој е врховен командант на армијата. А кој треба да се појави на телевизија пред народот? Треба да се појави некој глумец или било што? Јас мислам дека неговата улога е навистина битна сега во оваа ситуација. И нема што да му се замери на човекот. Тој навистина води војна со многу јак непријател, мислам, неговата држава. А тој е начело на таа. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Телевизија 24. Повелете. Пака во врска со темава. Значи, факт е дека пропагандата од секогаш бил едно од најопасните оружја, особено во време на војна. Значи, тоа најголем ефект тогаш има. Значи, Путин и Русија се смета дека се моќни, имаат голема контрола врз медиумите и пропагандата. Во Русија знаеме дека има случаеви на цензура и интервенција директно на највлијавните медиуми. Тука малце би направила паралела кога времето кај нас 2006-2016, исто ние бевме сведоци на затварање на телевизии. Баш на социјалните медиуми цело време овие денови гледаме снимки како се обидуваат да укажат за тоа дека народот во Украина не страда. Со таква цена пропаганда се служеше Груевски го правеше одредена цензура на содржините кои се емитуваа на медиумите. Сега се тоа го прави Путин, но дали ќе му успее останува да видиме. Сега сајбер криминалот е едно од најголемите закани во светот. Сега тешко е навистина државите да се справат со тоа, особено Украина во ситуација каква се наоѓа. И ние во бомбите слушавме се што се правило и ништо сметам дека не остане сокриено, па така Путин што и да прави, нема да намали осудата кон него и акциите кои ги прави, а и како би можело да ја намали осудата кога се убива деца, невино население. Слушам изјави од Русија дека целта на нападите не биле зградите и домовите на луѓето, кога сосем обратно се случува тоа. И на крај како би се избориле против тоа е навистина тешко, бидејќи самата технологија и современото време си го направија својот. Тоа е тоа на оваа тема, Огнен, ти благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. На интернет Димеса ни пишува и вели: добар ден, Огнен, како прво овие гледачи поима немаат што значи пропаганда на воено поле. Тоа вие кога Украина глуме лудило за да влезе побргу во НАТО и ЕУ, замислете ако влезат НАТО ќе се умеша и
Еве ви Трета светска војна. Поздрав, Огнен. Поздрав и за вас, Диме. Додека пак во... Само момент. Да. Сашо М пишува и вели по кој критериум РТД и Спутник, Агенцијата за медиуми, ги оквалификува како сејачи на пропаганда, та денес се исклучени од кабловските оператори, нели гледачите имаат право да бидат информирани од едната и од другата завојувана страна и така да перцепираат вистина. Во која ера живееме за медиуми да бидат исклучувани оти на некого не им одговара за тоа што го известуваат. Ај прекинете го вие, како телевизија, емитувањето на руската серија Додека селото спие, пиес да се забрани возење на лади и продавање во сладкарниците на руски капи. Да, ова што го споменавте вие во однос на медиумите, Сдруженијето на новинари на Македонија, како и синдикатот, самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, заедно со Советот за етика во медиумите на Македонија, се придружија кон ставот на Европската федерација на новинари, дека затворањето на руски медиуми или препорака за прекин на нивното емитување може да биде контрапродуктивно и дека не е вистински начин за борба против дезинформациите и пропагандата. Како што и наведува генералниот секретар на Европската федерација на новинарите, Рикардо Гутиерес, затворањето, цитирам, затворањето на еден медиум не ни се чини како најдобар начин за борба против дезинформација и пропаганда. Овој чин на цензура може да има целосно контрапродуктивен ефект кај оние кои ги следат овие медиуми. Подобро е според нас да се спречи дезинформацијата на пропагандистичките медиуми преку изложување на нивните погрешни факти или лошиот квалитет на нивното новинарство, преку докажување на отсуството на нивната финансиска и оперативна независност, преку укажување дека се во служба на владините интереси и дека го презираат јавниот интерес, завршен цитат, се вели во соопштението на Европската федерација на новинарите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Скендер од Чаир. Поздрав, Скендер, повелете. Имаме кај нас албанците една стара, многу стара поговорка. Ќе ја кажам прво на албански, па ќе ја преведам. Бесник бану, шкавит бес мосизин. Што значи? Бидиот збор на православните Словени не им верувај. Не знам кој колку тоа го памти, значи тоа го имаме веќе место во гени ни е усадено, дека на православните Словени о збор никогаш не можеш да им веруваш, а ние сме о збор. Ќе кажам вака, ова пропагандата, како да вешам, што викаат, кога ќе почне војна, вистината гине. Сакам само нешто да кажам за сите овие што го брана тоа советската интервенција, дека таму имало руски народ. Па сега бугарите имаат бугарски народ околу 150.000 со документи, ако збориме за некоја пропаганда. Они може слободно да изваат документи дека во Македонија има 150.000 македонци и утре нека не ги стават тенковите на граница, ги бранат тие 150.000 македонци. Мислам, дали е тоа оправдување за Русија, така да кажеш дека ги брани тамо, да кажеме 5%, 10% од население кој има руско потекло, сега има право бугарите да ги бранат бугарите во Македонија со тенкови, дали албанците имат право во Србија да ги бранат на Косово тие албанци. Затоа Европа е многу паметна. Европа вика границите не се чепкаат. Луѓе да седиме се договараме, граници да не чепкаме. Путин се држна, ја мислам дека, ја ќе го наречам Хитлер на 20. Да. Истече времето, благодарам Скендер за јавувањето. Илбер на Фейсбук ни пишува, само да се отвори пораката момент. Добро, додека те отворам, повелете кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Да се вратиме прво во нашата земја, околу случувањата за војната, веќе тоа не сакам да коментирам, тоа е зло на 21. век, оправдување нема никакво. Кој да е разлогот, тоа не се оправдува. Околу војната со информациите, да се вратиме во нашата држава, синоќа на некоја телевизија, македонска, имаше некоја дебата. Нормално, сега актуелна е ова ситуација и поканети гостите од тоа.
кои се разбираат дел аналитичари или професори или било кои, луѓето кажуваат. Но, телевизијата на која беше таа програма, во позадина, колку 10-15 минути можев да пратам таа програма, во позадина господинот Мицковски. Замислете, значи, војна во 21. век, гости, еминентни професори, нели образовани, луѓе кои знаат таа проблематика, во позадина цело време господинот Мицковски. Господин Огнен, вие како новинар, дали е тоа пропаганда? Или замајавање на овој наш народ? Темата беше за партиите кај нас. Исто така сега поставена, нели, војната, нели, е актуелна. Ја осудуваме сите. Добро. Луѓето говореа за темата за војната. Кажуваа свое мислење. А зборуваа за лидерот на опозицијската партија? Па тоа збора, него на нели мониторите позади цело време господинот Мицковски. Не, во ред, ама дали гостите зборуваа за тоа? Не. За него. Значи не стануваше збор за него. Од тоа поголема пропаганда мислам не. Не можам да коментирам бидејќи не знам за која емисија зборувате и сигурно не сум ја гледал. Така што не можам да дадам коментар. Она што логично представува кај нас од аспект на начин на емитување и слично е кога веќе имате некој во преден план или во заден план да се гледа, тогаш темата ви е за инсертите или видеото кое што оди во заднина додека зборувате. Иначе, не можам ништо да искоментирам бидејќи не знам зашто зборувавте. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, се слушам? Да, повелете, ве слушам. Вака сега, значи, ова тема што поставивте е класичен пример на пропаганда. Добра. Ова што се случува во свет. Како, од кој аспект го гледаме сето? Ајде. Значи, прво што направи Запад, те ги укина Google, Facebook, YouTube. Значи, буквално не доаѓа никаква информација од другата страна, мислам од страната на Русија. Значи, имаме сервирање на пропаганда на CNN и останатите нивни партнери, така да немаме никаква информација од другата страна, што во стварно се случува. Имаме само едностранна информација, не знам и телевизиите, тоа е договор, вие самите кажавте во Европа и така натаму. Значи, слушаме една страна на информациите. И вака обично човек и да сака да дојде до некоја друга информација од другата страна, затоа што кој знаете самите кои ќе гледате две страни кои слушате, тоа ќе имате некоја своја вистина. Ние цело време добиваме едностранна вистина. Значи прво што го направи Запад, ви реков, интернет го укинал интернетот од Русија, нема никакви информации. А и сега човек треба да вади некакви заклучоци што во стварност таму се случува. Значи, вистината е сосема друга, по моje мислење, дека русите ево чисто пати го зборат тоа. Се доаѓа до некоја информација дека апелират да не се гаѓат цивилно население, населението кое сака да бега по одредена рута, а војската не навлегува во градовите да не доаѓаат до цивилни жртви и така натаму и така натаму. Сето тоа не се сервира во јавноста и во Македонија и вие не знам кај црпите информации. Значи ги црпите истите информации што ги има и Запад. CNN и така натаму. Толку култура. Тоа би било се. Добро. Доколку тоа е се, ви благодарам за јавувањето и се слушаме при некоја наредна можност. Во меѓувреме, да, она што го зборувавте е дека поврзаноста, значи на YouTube видеа кои што се поврзани со државно спонзорираната Арти, односно РТ или РТ или како сакате во делот на изговарањето, на YouTube ќе бидат блокирани и исто во делот на Facebook и веќе и бидејќи профилот на овој медиум на Facebook си постои и тие објавуваат таму дека ќе им бидат тргани видеа по однос на тоа. Инаку што се однесува до информирањето, ние добиваме информации од сите страни, еве чисто, мислам, еве јас досега додека вие зборувавте, ќе ви покажам дека еве конкретно за тој медиум за кој што вие зборувате, може слободно да го отворите и да ги читате информациите, еве моментно се наоѓам таму на РТ на руски. Мислам, ги има и на други јазици, но во секој случај
Имате и дури и македонски фан страници кои што известуваат во однос на тоа. Не е дека е целосно воопшто тргнато од секаде известувањето од таму, туку поврзувањата со одредени социјални мрежи. Да, точно вие тоа што го рековте во тој дел, но не е дека воопшто не постои. Ние добиваме информации, медиумите и сите добиваме информации од сите страни. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ја да прашам, дали е демократија да се цензурира говорот на некој човек или некоја телевизија во државата или во светот? Тоа не е демократија. Дивиот Запад, што пропагира демократија, ако се сеќавате на изборите во Америка, на овие кои? демокративе, Трамп кога му забранија на сите интернет да се појави на интернет мрежите, ако се сеќавате, како републиканец, што кажува тоа? Дека со демократите во Америка командаат тие глобалистите сатанисти и тие ги држат го држат светот во мрак. Штом цензурираат, значи тие што лажат, што даваат лажни вести, се одбрануваат со цензура на вистината. Сите оние кои што знаат дека ќе ги загрозат со вистината, прават цензури. Тоа е кратко кажано. Многу едноставно. И самата таа цензура, ако се сеќавате, исто кога беше бомбардирана Југославија, беа цензурирани многу други вестници и интернет и све. Интернет немаше во тој период, господине. Добро, сакам да кажам, сите тие што беа, што го известуваа светот за настаните, и тогаш и сега се случува, лажни фотографии ставаат, монтираат ситуации и така натака и така натака. Благодарам за второто јавување поред во оваа емисија од ваша страна. Интернет имаше, но не на тој начин на кој што ние го знаеме денеска. Значи, во тој период информации преку интернет да се споделуваат беше исклучително тешко, макотрпно и проблематично, ама не беше и достапно тоа за целата општа глобална јавност, туку се користеше само за размена на пораки, односно на електронски пошти. Генерално од општата јавност зборувам. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Ја нешто да кажам. Вака, само јас ќе се малку поинаку изразам. Прво, многу непријатно се осеќав кога еден од Чаир рече дека за словените дека не треба да им се верува, нечесно е тоа. И она другото што го кажа, но не е битно. Исто и тоа е какви гнесотилуци овде се кажале против албанците, господине, да ви кажам, прв пат слушнав од друга деста. Не вие. Зборувам општо сега. Да, повелете. Е вака. И сега, ова што го читам тука, информацијската војна, нормално дека секоја војна има и своја информација, секоја војна се кријат загубите, секоја војна сака да го охрабри онај другиот што добива. Ова војна е исто карактеристична. Ова е голема војна. 2-3 пати тоа го викам. Два концепта се во суди. И тука едниот концепт, меѓународната заедница, како ние овде ја вика Европската заедница и Америка, од другата страна е моментално Русија. Еве што сакам да кажам. Мене, например, исто нелогички ми паѓа. Покрај тоа што ги укенуваат информациите, тие може би нема да бидат точни, него нешто друго. Ја, лично не верувам дека 5000 и кусур војници се загинати руски. Апсолутно не верувам. Затоа што они не се влезени на некој таков фронт. Ја не можам ни да го видам сега такото за да направам тако печат. Но едно друга работа видам. Зошто го реков овој концесијски судар на двата идеологии, на глобалната и ова другата? Затоа што цела Европска Унија и Америка се дигна и рекоа вака, ови нивните политичари главни, дека ќе влезат они во војна само ако е НАТО, ама ќе ја помагаат ова и затоа што овде се
Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Јас обично пазам што зборувам и гледам да ти ја почитувам емисијата и поред тоа кога некогаш со некого не се сложувам и кога тоа не ми се допаѓа. Денеска, например, направи голема грешка кога на тој човекот му дозволи да каже дека никогаш да не веруваш на православните Словени. Види вака, може ти е смешно. Меѓутоа, ако така се провоцираме, Огнен, не иде работава. Ја има една друга поговорка македонска, која што кажува, никогаш да не веруваш на куче и на шиптар. Убаво ли е Само ова? ве молам зборот, господине, ако може да не го употребувате. Ама видите вака, а што значи православните Словени дека да не им се верува? Па тоа е исто, тоа е навреда. Не. Значи, како употребата... Не, во ред, јас ве разбирам дека сте се навредиле вие од контекстот. Ама вие употребувате навредлив и вулгарен збор конкретно, што не беше случај кај него. Како не беше кога ми вика православните да не влезуваш, да не им веруваш на православните Словени? А што е тука навредлив, што е тука вулгарен збор? Како не е вулгарен? Види, Огнен, не икем да ти ја рушам емисијата, верувај ми. Нема ве прашувам што е вулгарен збор во таа реченица. Ево што е погова, дека не треба да им се верува никогаш на православните Словени. Како се тебе тоа не ти е јасно? Не, мене ми е јасно зошто се чувствувате навреден. Не ми е јасно како не сваќате дека во таа реченица, во тој контекст не постои вулгарен збор како во вашата. Океј, ама види, кога веќе навредуваш, да примаш. Оставете го гледачот. Немам намера да се карам со тебе. Ама јас не се карам, господине, си разговараме, зошто мислите дека се караме? Неќем да те нервирам, тоа сакам да кажам, немам намера. Ме разбираш? Требаше да му обрнеш внимание на тој. Ние сме сите православни Словени овдека. Сега на вистина треба да се има истав некогаш во навредувањето. Добро. Се извинувам што не изреагирав. Не во ред, се извинувам што не изреагирав. Мене тоа не ме навреди, но еве се извинувам што не изреагирав доколку сте се навредиле. Добро, извини и ти, немав намера да се нервирам. Така. Благодарам за јавувањето. Некако веројатно, да, можеби, еве се извинувам што не изреагирав во тој дел, доколку сте се навредиле од кажувањето на Скендерот Чаир, но толку сум отрпнат на албанофобијата која што постојано се шири во оваа емисија, што некако дури не ни забележав за тоа дека би се чувствувале навредени против сите можни гадости кои што се изрекуваат против албанците во оваа емисија, кои често пати ги реагирам и во последно време престанав и тоа, но еве се извинувам за тие што се почувствувале навредени за тоа дека не треба да им се верува на православните Словени. Но треба да правите разлика во делот на употреба. Православните Словени не е на истото ниво навреда, колку што е ниво изразот кој што вие го искористивте во делот на зборувањето. Чисто само за крај околу коментарите, видов дека од режија ми дадоа знак дека немаме веќе гледачи, не знам што е со интернетот, имам уште 4 коментари за читање, но едноставно имам проблем да пристапам до нив за да ги прочитам. Ке се обидам, еве, на некој начин брзински тоа да го направам. Ако успеам некако. Да, знам дека треба да завршиме, ама треба некогаш некој да се погрижи за овој интернет. Добро, еве, Сузана пишува и вели, овие денови добиваме навистина информации од секаде, највистините информација е дека Русија ја нападна Украина. Никој не го осудува рускиот народ поради војната во Украина, туку нивниот председател. Не е важно кој е прав или крив, историјата ќе каже, вистина е дека страдаат цивили, се нервирам на исказите на јавувачиве кои мислат дека знаат се. Осуда за секој агресор, дајте луѓе кои како знае да помогне, а не меѓусебно се напаѓате во емисијата. Универите што можете да им се олесни на жителите на Украина, дај Боже да се договорат мирно, завршува Сузана. Во другите пораки пак Ранко Мрни пишува, вели, Огнен праша ги гледачите едно просто прашање зошто сакаат да бегаат во Америка и Запад, а го правдаат Путина, никој не сака да иде да работи и живее во Русија, отие убо таму. Завршува тој. Во другите имаше гледачи кои што ни праќаа фотографии и видеа кои ја не можам да ги емитувам
искрено. Горица Ш. вели пропагандата е секогаш пред војна, поздрав, и за крај Илберза ни пишува кратко и вели: поздрав Огнен, не сакав да пишувам, ме натера еден гледач кој велеше дека во Косово немаше убиени. Ова е пропаганда од негова страна, за жал да имаше некој мртов од семејство, ќе веруваше. Поздрав. Поздрав за сите, ви благодарам за вниманието, останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Пријатно. Thank you.